Добре дојдовте на видеосесијата на логин системи посветена на материјалното работење артиклите во Dynamics Nav. Оваа сесија ќе биде поделена на два дела. Во првиот дел ќе ви ги објаснам основните функционалности во материјалното работење поврзани со артиклите, како начин на книжење, некои основни карактеристики и слично, а вториот дел се однесува на извештаите кои што ги нуди Dynamics Nav поврзани со материјалното работење. Па да погледнеме. Основата на материјалното работење во Dynamics Nav се артиклите. Како што кажав, во првата сесија ќе ви покажам како изгледа листата на артикли во Nav, како и кои податоци ги содржи една картичка на артикл. Значи во листата на артикли стандардно, како и сите други листи, како што се листите на купувачи, добавувачи, сметки во банка и така натака, има рибон каде што сами може да си одредиме кои колони би сакале да ги гледаме. Во нашиот случај имаме избрано број, целосен опис, тип, залиха, основна единица, мерка, просечна цена и други податоци. Она што е важно и интересно за Dynamics Nav е тоа што на десната страна има прозорчиња во кои што се даваат одредени информации поврзани со самиот артикл. Како се движиме надоле или нагоре низ листата, како што гледате, овие податоци се менуваат. Например, тука имаме податоци за бројот на артикл, трошковниот метод, дали трошокот е книжен во главна книга и некои финансиски информации, како што се просечната цена, последна набавна цена, профит, единачна цена и така натака. Во моментот, ова што го покажувам е апликација на Dynamics Nav за лаптоп. Потоа ќе ви покажам како изгледа апликацијата на веб прелистувач. Ова е картичка на артикл. Картичката на артикл содржи податоци како што се број, целосен опис, тип, дали се работи за залиха или услуга, основна единица, мерка, последен датум кога изменет некој податок на картичката, категорија на артикл, дали се работи за трговски производи, услуга и така натака. Вториот дел е полиња од LS. Интересно тука, освен баркодот, е тип и бројот претходно. Значи, доколку станува збор за податоци кои што се мигрирани од некој претходен систем или пак од претходна верзија на Dynamics Nav, каде што шифрирањето на артиклите било различно, како во случајот. Например, сега овој артикл има шифра 02.001, во претходниот систем имал друга шифра. За да може да се пренесат историските податоци, ги ставаме и овие информации, врз основа на кои понатаму ќе направиме различни преварувања или извештаи. Во детален опис може да се пише подетални специфични карактеристики по потреби согласно потребите на самиот корисник. Табот залиха, како што кажува и самото име, дава податоци за залихата. Значи, колку е моменталната залиха на соодветниот артикл, колку има количина во набавна порачка, количина во налог за производство, продажна порачка и слично. Доколку влеземе, односно кликнеме на една од бројките, како во случајов, значи таа не носи во набавните линии, каде што понатаму може да ја видиме набавната порачка во која што се наоѓа во артикл со одредени специфични податоци. Табот цена и книжење е доста важен, бидејќи согласно податоците кои што тука ќе се пополнат, односно одредени сетирања, понатаму ќе се извршуваат финансиските и материјалните книжења во соодветните книги и ставки на артикли. Од општата продуктна група за книжење, ДДВ продуктната група за книжење, групата за книжење за залиха, односно од овие подесувања овдека, понатаму ќе зависи на кој конта ќе одат финансиските трансакции поврзани со соодветниот артикл. Единачна цена, како фиксна, може да се постави тука, може да се постави во ценовникот, каде што може да одредиме различни цени за различни типови на купувачи, различни групи на артикли, кампањи и слично. Понатаму има информација за пресметка на цената, односно профитот, колку проценти е профитот на соодветниот артикл, која е просечната цена, трошковниот метод, значи може да се зададе FIFO, LIFO, специфичен метод на просечен трошок и стандарден трошок, врз основа на тоа понатаму знаете ќе се врши упросечување на цената на артиклот.
Значи, уште еднаш да спомнам и да ја потенцирам важноста на правилно пополнување на овој таб, затоа што во зависност од комбинацијата на овие податоци овдека и соодветните продуктни и ДДВ групи на книжење на купувачите или добавувачите од каде што се набавува артиклот, ќе бидат извршени интегрираните книжења во соодветните книги. Табот фактурирање се однесува на тоа да ни даде информација дали постои прилаготување, односно познатиот аџастмент и дали трошокот е книжен во главната книга, која единица мерка за продажба, колкава е залихата, односно нето фактураната количина и други податоци. На дополнување интересен таб, бидејќи во него се дефинира дали соодветниот артикл ќе биде надополнет преку набавка или преку налог за производство. Доколку се набавува артиклот, овие податоци остануваат празни, бидејќи се однесуваат на начинот на производство и што значи дека доколку одредени артикли се прават преку се надополнуваат преку лесно или комплексно производство, овој дел од НАВ ќе биде пополнет. Во однос на планирањето се задаваат соодветни податоци, дали претежно за полисата на порачување може да биде фиксна количина, максимална количина порачки или лот за лот, во зависност од тоа што ќе биде избрано тука, се ослободуваат одредени полиња за пополнување во другиот дел од екранот. Следење на артикл мощно е важна, мощно е значајна функционалност на Dynamics NAV да се следат артиклите по лот, по серијски број, по рок на траење. Значи можат да се следат поединачно по овие параметри, можат и комбинирано. И магазин, доколку се работи за напредно магазинско работење, во овој дел се определуваат урниците за put-away, за пик, периодот за попис и други останати податоци поврзани со попис. Она што е интересно на картичката на артикл, како што може да забележите, е десниот дел каде што има неколку додатоци. Прво може да се додаде слика за соодветниот артикл. Самите знаете дека кога визуелно го гледаме одреден податок, значи многу подобро може да добиеме мислење за неговите функционалности. Еве го лаптопот. Подолу имаме податоци за атрибут на артикл, односно боја, големина и тежина. Тие се три атрибути се поставени моментално на картичката на овој артикл. Подолу имаме прозорче за линкови, корисни линкови каде што може да, во нашиот случај сме ставиле линк директно до страната на Lenovo за техничка спецификација на овој артикл. И исто така интересно е прозорчето со забелешки, каде што директно може да се креира одредена забелешка и може да служи како еден своевиден чат помеѓу вработените со различни информации, значи споделување на различни информации за соодветниот артикл. Значи се запишува која е забелешката, до кој сакаме да ја испратиме, дали да му стигне нотификација дека некој има забелешка за соодветниот вработен и така натака. Во горниот дел стандардно го имаме Home табот каде што може да се пристапи директно до дневниците на артикл, односно налогот за книжење, дневникот за рекласификација. Она што сакам да обрнам внимание се атрибутите на артикли. Во моментов имаме издефинирано три атрибути, односно боја, големина на екран и тежина. За секој атрибут имаме дефинирано вредност, например боја. Имаме бела, црна, жолта, сива и розова. Во зависност од атрибутот кој што го поседува артиклот, при набавка или при продажба на одредена количина од соодветниот артикл, значи дефинираме соодветна боја, големина на екран, тежина и така натака. Во Action табот, значи имаме интересни информации за варијанти, идентификатори, тука се овозможува поставување на специјални цени, специјални попусти за различни купувачи или пак различни влезни цени од различни добавувачи. И во овој таб
значи се наоѓаат историски податоци за книжените ставки на артикол, книжените ставки на вредности, ставки во магазин, следливост по лотирок, работен налог. Тоа што е интересно е дел од наследство од претходно, доколку станува збор за миграција од претходен систем, значи овдека може да ги најдеме ставките, искнижените ставки, материјално и вредносно, од претходниот систем. Тука се познатите критериуми, крос референци, залиха по локации, исто така накратко дел за поставување специјални цени и попусти, доколку станува збор за артикол кој што се асемблира, односно произведува, во овој дел се наоѓаат одредени податоци за составница, нормативи поставување и други дефиниции кои што понатаму ќе овозможат артиклот да се асемблира, односно да се произведува. Листата на артикли во веб прелистувачот за Dynamics NAV исто така може да си ја подесиме според нашите потреби, содржи рибон каде што како и во другиот клиент може да се постават бројот на артикол, опис, тип на артикол, залиха и други податоци кои што ни се важни да ги гледаме. Интересно да се напомене е дека има еден изглед каде што покрај описот, бројот на артикол, цената се гледаат и поставените слики за самите артикли. Тоа е специфично за веб прелистувачот и за изгледот кој што се прикажува доколку ја стартуваме апликацијата од мобилен телефон. Картичката на артикол, исто како и во другиот прелистувач, ги содржи соодветните табови, преку чие што ажурирање и пополнување може да управуваме со трансакциите поврзани со артиклот. Горе исто така ги содржи дневниците, атрибутите и во останатите два таба и потполно идентични полиња како и во клиентот наменет за десктоп апликација.